Уште две жени чии тела беа ексхумирани биле жртви на серискиот убиец од Старонагоричане, со што обвинителството собра докази дека овчарот Трајко им пресудил на 4 жени, а 2 се обидел, ама не успеал да ги убие. Обвинителот Љубомир Лапе кажа дека психолошкото вештачење потврдило дека тој точно знаел што прави, не е непресметлив и нема диагнози, таргетирал исклучиво жени што упатува на фемицид или родово базирани убиства. Обвинителството привршува со постапките и најавува дека за скоро ќе го поднесе и обвинението, а во меѓувреме овчарот од Старонагоричане останува во притвор. Сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Она што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид, односно при вршење на родово базирано насилство. Истрагата ќе продолжи. Од обвинителството тврдат дека се проверувале повеќе смртни случаи на повозрасни жени 3 години наназад од истото подрачје, бидејќи се смета дека овчарот оперирал исклучиво во околните села во Старонагоричане, каде добро го познавал теренот и имал информации за своите жртви. Првото убиство според сегашните докази го извршил пред Божик, најверојатно на Бадник лани. Втората жена ја таргетирал 5 месеци потоа, а третата се спасила, исто како Росанка, која кога ја посетивме, ни кажа дека ја спасил звукот на комбе што поминало покрај незината куќа, што го исплашило. Последната жртва е онаа од која почна истрагата, за која веднаш беше утврдено дека е убиена во незиниот дом во Челопек. Досегашните убиства во Старонагоричане, освен во Челопек, се потврдени и во Драгоманце, каде што овчарот живеел, а и Клечовце. Според досегашните информации, единствената помлада жртва била 35 годишната Марија. Од МВР, од каде што постапуваат по случајот заедно со обвинителството, велат дека поднеле кривични против двајца мртво проверители од болницата во Куманово, за кои постои сомнение дека веднаш не утврдиле дека сега ексхумираните жени не починале од природна смрт. СВР Куманово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе и кривична пријава за сторено кривично дело несовесно вршење на службата против мртво проверителите МС и ДД од Општа болница Куманово. Од обвинителството велат дека не се исклучува можноста во понатамошната постапка да се утврдува дали овие 4 жени биле единствените негови жртви или има и други. Оттаму кажаа дека досега не успеале да пронајдат докази дека на овчарот некој му помагал и засега се смета дека убиствата ги планирал сам.